Никој не знаеше со што е точно тајната. Очигледно, тоа беше заради неговото присуство. Престана да плаче, а тоа лето не забарна ниту капка дожд. Печурките навсекаде почнаа да ги пренесуваат приказните на синот. И како што ги пренесуваа од место на место, набрзо се намножија и во полето, и во градината. Прекуден, наместо пожарчето, патуваа неговите приказни, а навечер од нив се раѓаа нови печурки. Израсна и здравијата по полињата, а неколку од нив израсна и една есенска тиква. Кој би рекол дека едно самено полжарче може да направи толку волшебни нешта, дури и кога не сретно. Не, тоа не беше сосем точно. Приказните и животот со печурките му помогнаа неговото срце да зацели и новата кукичка почна повторно да се оформува. Дури си закачи и лулашка врз печурка и додека се мишаше, си ги замислуваше сите убави нешта и дотукашки беше видел и доживел. Уште пред да падне првиот снег, Тино многу се загрижи. Тој беше полжар, а печурките зимата ја поминуваат скриени под земјата, исто како и сите други од неговиот род. Но тој многу го засака своето заменско семејство, па од цена да се смрзне, не можеше да се замисли да го напушти. Реши и тој да ја презими зимата со него. Каде и како тие, така и тој. А напролет, со обновената кукичка накрп, да продолжи по својот пат, во потрага по нови доживувања и нови приказни. Откако опукне снегот и се појавија првите вестници на пролет, Тино продолжи пак да шета со два дома. Еден на грбот